Еклатантен случај ни е гаража во Тафталиче, во која во имотен лист ни стои дека е времен објект. Барателите поднесуваат барање за легализација на објектот. И ние го одбиваме. Се жалат, второстепена комисија ни го враќа предметот и вели вака: да, објектот е времен, но со 9 квадрата, а на лице место имате 24 квадрата. И 9 заедно со овие останати 15 квадрата представуваат градежно функционална целина. Значи објектот треба да се легализира. Обвинителката што вика? Неспорно дека постапките се водени согласно закон. Ама вие сте требале да истражувате. Например, ни поднесува барање за легализација. И ние знаеме дека објектот е граден после 3.3.2011 година, значи после законот. Вадиме Google снимка, на Google снимката на 3.3.2011 го нема. И го одбиваме. Второстепена комисија вика: вие не можете да користите докази надвор пропишани со закон. Така надвор, зашто имаме образец од Министерството на транспорт и врски и ти вика: треба да му побараш лична карта, треба да му побараш тековна состојба ако е фирма, треба да му побараш сметки за струја и вода, треба да му побараш елаборат, треба да му побараш имотен лист. Не можеш надвор од тоа да му бараш. Дали ме сваќаш? Така е. А обвинителката овде вика: ти стрел плюс да истражуваш. Што да истражувам? И дури да сме истражили, ова се аргументите, објектот пак треба да биде легализиран. Ја гледам додека ние пењавиме тамо на завршен збор, кажуваме бројки, цитираме закони, квадрати, штотине, и обвинителката се игра на мобилниот телефон. Сега ми јасно зашто она се игра. Оние имале пресудата уште